Во страв и во гнев живеат жителите на дебарските села. По Маврово и Жировница и Дебарско го сардисаа мечки. Ајде, уа! Ајде, ајде! Преминуваат и од страната на Националниот парк Маврово, го јадат родот од нивите. Никој не ги преброил колку се, но локалците велат, ги гледаме секој ден. Ти обично шетат по барање на храна, кога немат храна. За жал, никој не води грижа за овие животни. Концесионерите си го гледат нивиот интерес. Последните 7-8 години не сме виделе трага од прихранување, не сме виделе хранилица, не сме виделе посолување, нема пребројување, значи нема контрола колку дивеч се тепа во време на годишниот дозволен лов. Ова е све земја на наши ловџи. Ние во нашите куќи сме гости. Состојбата во Дебар ќе биде каотична. Луѓето во село Баништа ги заклучуваат вратите штом ќе се стемни. 3 месеци се затворени дома, од летово, кога првата мечка била видена во селото. Мечка со две малите, пред не знам колку метри од мене беше. Да ја се плачав нормално, зашто тој може да те прават лом. Јас избегав, одна избегав. Има многу мечки. Се прават ноќ и ништо не можеме да правиме. Фатим Фида има нива во село Коњаре, на 5 километри од Дебар. Мечки и диви свињи му ги изеле пченките и гравот. Обесил вреќи да се веат покрај нивата, палел гуми за огнот да ги плаши мечките. Ништо не го спасило. Има многу гладни усти, а храната не е доволна. Тие мечките требат да се хранат. Ове здруженијата не го храни, треба да се хранат. Ако не храни, тој може и во куќи да влезет, да јадет, мора да јадет тоа. Што да јадет? И тука доаѓат секој ноќ. Ја тука исправлям некој 300-400 килограм само исправлив. Бајрам Дема живеел во Америка. Сега е дома. Околу куќата поставил камера. Кумпири не можеме да сееме. Мечката идет, бери ченката и јајт на една страна. И што да му правиме сега? Со што да ја тепаме ние? Ми ја заградивме 1 метра со шајки. Идеше и гледаше шајките некогаш и не влагаше натра. Еве тие се тражи таму. Да. Сите пчеларници што ги видовме се заградени со железна ограда. Дилавер Дема ставил двојна ограда, ја поврзал со струја и ја заклучил со катанец. И покрај тоа, мечката влегла 2 пати и го искршила пчеларникот. Ни концесионерот не даваше ништо на мечките, ни природата. Немат пуштена храна. Пред тогаш сами ние ги храневме. И по-скапо ги имат правено ловиштето и не пуштат ништо. И 2 жици ги имат скинато. 2. Вете, како јовки ги имат скрчени. Пред 10 дена мечка била видена и на ѓубриште во Дебар. Ова е локацијата до каде пред околу 2 недели се спуштиле мечки над градот Дебар. Станува збор за влезот на Дебар од десната страна во планинскиот предел зад фабриката на Кнауф. Сдруженијето на ловџи Стогово 2 апелираше до жителите на Дебар и центар Жупа да се движат внимателно низ шумата, сега во сезоната на костени и пичурки. Сдруженијето уште лани поднело жалба до 6 институции, министерства, инспекторати, подпредседател на влада. Укажале дека енормно се зголемил бројот на мечки и диви свињи кои прават штети. Никој не им одговорил. На петицијата со која се бара решение на проблемот се потпишале 870 граѓани. Ловците се уверени дека се ловат и животни за кои ловот е забранет од страна на ловџии од елитата во Скопје и во Албанија. На територијата на Дебар има 3 ловишта – Стогово, Дешат и Бомово. Биле дадени под концесија во 2015 година. Со Стогово и со Дешат стопанисува компанијата Канеш Стогово Скопје. Концесијата е на 20 години. За првото ловиште и плаќа на државата 350.000 денари годишно, а за второто, помалото, околу 93.000 денари годишно. Концесијата за ловиштето Бомово ја добила локалната фирма Викторија Виц за сума од 35.000 денари годишно. И од двете фирми концесионери за Радио Слободна Европа изјавија дека прихрануваат соодветно, согласно договорите за концесија. Потврдуваат дека бројот на мечки е двојно па и тројно зголемен, но не смеат да ги ловат. Додека се бара виновникот, жителите на Дебар очекуваат итно да се реши проблемот. Значи опасно е.
Државата може да среди, да си најде начин. Еве ова година нарочито е многу трсен и лош со мечките. Во потрага по храна, мечките почнале да се движат накај водно, а видени се и покрај селата во Малешевскиот крај.